Здраво живо, ова е петочно во Единствениот подкаст за нашите во Германија. Здраво, Дијана. Како си? Јас сум добро, убаво време, убави моменти за дружба и полека се спремаме за летната сезона во Македонија. Летна сезона, ама некако лето никако да ни дојде кој што треба. Беше топло, се погоди баш на тие денови кога требаше да биде, посебно за мене и за мојата. Почнува за Почнува да заладува, ама обично јуни се случува понекогаш последниве барем години, ако ме држи добро сеќавањето. Јуни е ладен месец и од крајот на јуни, јули некаде веќе се затоплува. Да, ама кој ќе се сетам на детството порано, 1 јуни било распустот, беше почнувале крајот на школската. 1 јуни више сме се бањале ние на базену Велес. А тука види, вие отворија базените пред вакоето, се уште малци ги отворат уметничко лизгање. Наја, Што? ама што ќе му правиме? Тоа е тоа. Од времето не се, како ви кажат, нема погрешно време, има погрешна облека. Ако ни ладно ќе се облечеме, ако ни е топло ќе се облечеме, така да. Маја. Што има ново старо? Љубавините што ги уживаме, годинава за мене е 25 години од матура, Браво. прослава, Честите уште многу години да си ги славите. многу фала. И тоа е еден убав момент, така, пак да се собереме како генерација, да си поприкажеме, бидејќи ќе не чекаат, матурите се обично во мај, значи пред 25 години ние ја прославивме матурата во мај, меѓутоа во летниот период секогаш се тие прослави на годишнини и оваа година ќе биде исто така, ќе не причекаат нас од диаспората да се вратиме и да прославиме заедно. Ние сме секогаш генерациите или учениците или соучениците од диаспората кога идеме, како да речем, special guests. Имаме посебна чест, ја морам да признам, ние прошлата година 2020 правевме 30 и чекај да не ја сгрешам работата. 30 години правевме. 30 години правевме матура. Не е битно. Важно јубилејна беше матурата. Јас тогаш изразив желба само на тој датум можев да присуствувам на таа прослава и верувала или не, точно тоа ми го исполнија, значи таа желба ми го темпираа датумот точно на тој датум кога јас си го пожелував да дојдам, иначе немаше шанси да дојдам, имав некои приватни и службени работи кои што ќе ме спречуваа да доаѓам доле. И така да генерацијата ми го испочитува тоа, дојдов за викенд, многу убаво споминавме, како што речете, и тоа се моменти, средби кои што еднаш во 5 години се дешаваат и реалноста е таа, можеби за следните 5 години од сите тие, реалноста е таа, од сите тие луѓе можеби некој ќе фали, можеби некој нема да го видиме, може ќе го пропуштиме, можеби нема да. Ако имате такви средби, тоа се посебни, емоционални, кои ќе си кажете, кои ќе се сретнете, можеби и со првата љубов, можеби и со последната љубов, можеби и со симпатијата, можеби и со другарката или другарот кои што се селиле во клупа. Тоа се тие денови, бидејќи кога ги поминеш во гимназија, средна школа 4 години со некого, тоа е сепак убав момент да се спотсетиш и после 10 на 20, 30 години моментите, сеќавањето стануваат. Друго, светското првенство, прво да кажеме светското првенство, што не сега ќе кажеме и за мене, за мојата која да посебно. Светското првенство ги испративме германците, полетаа за Америка. 10 дена почнува светското првенство на 3 континента. Ќе навиваме, ја на најци реков, викам знамето кај ми да го ставам на куќава,
Така ни е традиционално за светски европски првенства ставаме знамења. Германските фудбалери, германската репрезентација, навиваме за германската репрезентација, докај ќе стаса ќе видиме. А посебно за мене викендот беше посебен свечен. Ја правевме свадбата, првата свадба во нашата фамилија. Ќерката Сето? ја маревме, благодарам на сите слушатели, пожелание на челат, на сите да се дочекате без разлика. Каде да правите свадба? Сите свадби се, верувајте ми. И во Германија да правите свадби, и во Германија се прават прекрасни свадби. Јас тоа го доживеав во Сапотата. Не верував дека така ќе испадне. Сите велиме ние секоја свадба е убава, јас сум на тоа мислење. Меѓутоа постојат свадби и свадби. А за германските свадби можем да речем се две скали по-емоционални од нашите. Може би ние имаме церешне со корнеше и сите тие работи кога ти изнесуваат од дома или кога изнесуваат невестата од дома. И тоа германските свадби со тие говори, со тие татко ќерка танци, говорот на таткото према гостите, кога се ретроспективно се надува. Одговор мене ми беше дозволено 10 минути да зборувам, на крајот испаднаа 17 минути. Јас сум клапа малос, значи ме бива мене за зборување, затоа изборувам тука и затоа се моабетам така. Ама стварно беа воодушевени и сите понатаму ми прашуваа до кога бе траеше свадбата. Свадбата траеше до 5 сабајле. Убаво. Почна во 3, во 5 сабајле, делото, бабата, зетот и ќерката, последни, напуштија халата, каде што се правеше свадбата. Многу убаво за Прекрасно расположение, бев ми уште 5. На крајот од денот не е ни битно каде и дали тоа ќе биде најлуксузен ресторант, туку е битно со кого. Да се сите луѓе тука, фамилијата, потесна, поширока, здрави и живи. Факт е дека ние, како што рече ти, оваа прослава или јако што го викам првото полувреме го направивме тука, а секако дека второто полувреме ќе го правиме и во Македонија. Значи тоа не остануваме, значи не им остануваме на должни на фамилијата и роднините и пријателите кои што се уште доле или кои што се доле присутни, тие ќе ги присуствуваат на второто полувреме кое што е за неколку месеци во Велес. Значи тоа ќе го правиме како што е адетот, како што е едот, доле да шуикам ја чухне пред памада. Тука имавме и македонски знамења, и оро, и сите работи ги правевме, и фолкстрот, и сите процедури ги направивме. Сега, паѓачам. Тоа си е тука, друга фирма. Посебно, ти ме прашаше, му обетевме дали има некоја разлика. Ја не осеќам некоја разлика. Ја не знам сега дека нити сум зостарел, нити ми победала косата повеќе од колку што беше бела пред тоа или граова. Чувството е едноставно прекрасно. Чувството е прекрасно. Тоа е друго чувство од колку кога се дечки девојки. Но, Дијана, темата не е за свадби, темата не е свадбите ги имав, темата не е за фудбалот, германската репрезентација отиде и пожеламе светско првенство и да можат да бидат што подолго, за да можеме ние тука да продаваме пиво, чипсови и други реквизити кои што се многу битни за приходот во фирмата во која што работам. Но денес зборуваме се на тема, може би има некои допирни точки со она пријателство, со она дружење, бидејќи денеска живееме во време кога можеме да му пишеме на секого и во секој момент. Да видиме што прави, како изгледа неговиот ден, да речем, бидејќи цело време киснеме на мобилните и поставаме некои печатоци. И секојдневно се поврзани со екраните или со мобилните телефони. Но за таа комуникација се крие една многу важно прашање. Дали
навистина сме поблиски кога комуницираме или само почесто сме во контакт. Во оваа епизода ќе зборуваме за односите, за осаменоста, за социјалните мрежи и за тоа што денес навистина значи да бидеш поврзан со некого. Денес ќе зборуваме за нешто можеби реално сите го живееме, ама ретко се кажеме тоа на глас. Дали сме повеќе поврзани или повеќе осамени. Така, многу убава тема. Интересно, што ние навистина сме поврзани денес со се и се што, меѓутоа живееме не само со мобилни телефони и апликации, туку и со други гаджети на некој начин да ги наречам, кои што ни мерат дали доволно спиеме, кој ни е ритамот на срцето. Меѓутоа, колку сме ние поврзани со со луѓето всушност, кога седиме на кафе и цело време гледаме во телефонот или кога сме во воз, тоа е една многу интересна слика кога седиме во воз и многу ретко сега некој да отвори да прочита некоја книга, сите седиме во телефонот. Мониторите и се зјапаат во некој си лептоп или во којето. Понекогаш го имаме тоа чувство дека батеријата на телефонот или кабелот на телефончето или ова рече го powerbankот мора да биде составен дел на нашата денешна, значи вакво не можеме да го замислиме денот или не можеме да ги замислиме тие работи или не можеме едноставно кога ќе размислиме пред 20 години кога мобилни телефони ги немало, не ми текнува телефонот од дома да звонам или секои 15 минути да надам. Тоа не било во агендата. А денеска првото што го кажуваме кај клучот од колата, од гаражата и после тоа мобилното или кај ми е мобилното, па кај клучот од колата. Тоа кога е со тебе, да имаш како да целиот, да речам, еквипмент за денешниот ден ти е со тебе. Ама можеби најтрагично е она кога например, кога некои работи ги очекуваме, например, некои работи ги ставаме во, да речем, во тој виртуален свет и потоа луѓето не реагираат. Нема никаква реакција. Најблиски, подалечни, а сепак мислиш дека имаш 2000 души на Facebook, 50.000 души на Instagram, ама оставаш некоја трага и никој не реагира на целото тоа. И тоа е смак света, утрено. Понекогаш помислуваме, не ми враќа, сигурно ме избриша од животот или гледај сега некој е активен, меѓутоа не ти враќа и тоа се смета како една лична навреда, меѓутоа суштината е дека ние имаме можност за постојан контакт, но дали имаме вистинска блискост од една страна, а од друга страна не секој секогаш во секое време е во состојба да ни врати или да ни одговори. Меѓутоа, дали она суштинското во сите тие разговори или во текот на денот или пак навечер кога ќе си легнеме имаме чувство дека некој не прашал како сме, ама како сме навистина. И ние сме одговориле како навистина сме. Наместо паушално добро. Да, точно. И ние секогаш на почетокот на емисијата секогаш се прашуваме како сме. Но мислам дека она што го одговараме е она вистинското, бидејќи секој има прослава, јас сум кажувал дека и некогаш било стварно стресно, посебно во деновите кога сме снимале во времето на предвеликденските празници, кога стварно кај мене
знам дека не ми е добро, па таа дори можам да се сетам и можам да кажам, баш проклета недела која беше, која и ние снимавме, мене ми одговараше, ние снимавме, а ти ми рече, слушај, не, разгуд, тоа е тој да речем искрен разговор кога можеш на човекот без да свати погрешно, ако не денеска, утре, ако не утре, други, ако не фане, друг недел. Значи, тие се тие, да речам, влабовки. Клапнеш или се викаш и самиот во себе, не испаднам слаба, за да не испаднам недобра, за да не го навредам, за да не го увредам, ја морам да го таму тие такви муабети подобро каде ги понадуиме. Па да, затоа и се чудиме дека разговорите точно стануваат денеска се поплитки, да речам се побошни. И затоа што целиот живот некако го водиме на брзина, брза порака, брз одговор, брза реакција, брз допамин. И токму тоа е, да речам, и суштината на тие алгоритми на Инстаграм или било каде, да ни го зголема допаминот и со тоа да ја зголемат нашата зависност кон консумација на некој начин на содржина, а тоа е како еден допамински фикс на некој начин. Тоа е тоа што се случува во денешно време. Значи, нема блискоста, нема експрес деливари. Е нешто што се создава и нешто што треба да се негува. Кратко, ако се одговори, например, едноставно, окей, да, ама окејот може да има 1000 толкување. Или секогаш понекогаш со најца се мобетимо и обично некогаш кога пишуваме. Значи, тоа е многу интересен момент кога не е само да пишеш окей сум, ами финтата е што значи тоа окей за тој што го чита и како значи. Не? Што мислиш, Банче, дали, или позборувавме веќе, ја начинавме темата, дали социјалните мрежи ни ги сменија на некој начин и со самите себе, и со останатите? Да. Самите себе, социјалните мрежи, ја тоа лично како го осеќам, го сменуваат она бидејќи во оној момент кога гледаме на социјалната мрежа, некој денеска седнал у кафе, дека истрчал на Триберот или на Лафбандот не знам колку километра, бил на одмор, дека што ти ја знам направил, она што го кажува, ние само тоа го толкуваме, тоа што го гледаме. А дали човекот стварно му е дојдено трчање, дали му е кафето сладко, со тој што го пие или ако го пие, дали е таа храна што ја јаде само храна свикна, ама мрази чушка, ама оти не, знаеш, чушката е интересна работа, црвенко, ова боичка малце, таму или морковче, или вакво такво. Прекрасен стек, а уствари човеков вегетаријанец, ама само да се рече, јадев стекот, што ти ја знам таму, каков, ја ставам каквоето. Од една страна, дава сигнал, спрема надворешно, колку мене ми е добро, колку ми е убаво, колку можам, колку сум постигнал, кај сум отишол. Од друга страна, за овие што пратат, што следат, ако
може он, морам јас. Он бил таму, морам ја да отидам таму. Дали можеме да отидеме? Дали сме спремни да отидеме? Дали имаме услови да отидеме? Во тој момент, тој момент ни го дава сигурноста или ни го дава адреналинот да се осеќаме дека и ние можеме да бидеме на таа и таа карпа, качени од таа и таа карпа да го направиме тоа и тоа селфи. Дали тој што застана на таа карпа не го држат двајца зад него, тоа не го знаеме. Ние гледаме само, стои над карпата и на прекрасно. Ама не знаеме што е зад. Тие се некои работи што многу се двосмислени од моја страна гледа. Со таква содржина, толку потешко бидеме присутни. Сами за себе, а и за сите останати, да бидеме присутни во еден обичен разговор. Значи, стануваме од Сабајли и првото нешто што го правиме, еве јас, например, телефонот навечер го ставам модул на летање, за да можам мирно да спијам. Првото нешто што го правиме од Сабајли, го уклучуваме телефонот, читаме мејлови, читаме пораки и сите други работи. Меѓутоа, и мозокот веќе ни се навикна на некој начин на тие брзи промени. Еден клип од 10 секунди, 20, некогаш ќе се насмееш, некогаш ќе те нанервира некој видео или нешто така, ќе почнеш да се споредуваш и после тоа треба да седнеш и да слушаш некого со внимание. И затоа болеста на некој начин на денешниот ден, на денешниот живот е токму тоа, дека ние сме конфронтирани секој ден со толку многу информации што нашиот мозок едноставно нема капацитет да ги процесира. Имаш прекрасна навика навечер да го ставаш на флук модус. Камер е тоа дека мобилното во глобала, кога сум на работа, не носам со мене. Мобилото е оставено на бирото, јас имам друг телефон што ми треба за време на работното време. Толку некој ме бара, знаат каде ќе ме најдат. Че има телефон, ќе ми се јават и можеме да се разбереме. Дали треба нешто да се купи, дали нешто треба да се донесе, дали и еден од шуревци ме вика, вика, вие сте имали уште фиксен телефон. Значи, тој момент, тој телефон веќе не изумира, него не се употребува. Сега испадна во твоето. Следната навика ми е, значи, кога ќе завршам со работа, тоа шмацифицирам шо било како било и после тоа се враќам дома. И после тоа дома кога сум, обично го тргам настрана. Значи, не ме интересира. Може би у текот на денот да дзирнам или у текот на вечерта да дзирнам нешто што се десило лево, десно, Инстаграм, Фейсбук, ваму и таму. И рестот, него, навечер телефонот ми стои доле. Значи, пак ако нешто треба, пак ми најдат на фиксно. Сега што сум јал тој старомодните на което што дестија ми, тоа е многу мирно, бидејќи ако имаш телефон до тебе, телефонот секој има некоја реакција. Мејл стасал, Инстаграм пишал, WhatsApp подал, TikTok пратил, или што ти ја знам, така. Тоа е паметно кога луѓето или кога ние препорака да кажеме да најдат некој систем или да си најдат некој време кој ќе рече, окей, да, може би сум активен на социјалните мрежи, меѓутоа имам време и за останатите. Така, и тоа уште да дадам тука. Има една препорака која што ја
препорачуваат, да речам, сите коучеви експерти и можам да кажам и јас, ја препорачувам дека телефонот најдобро е да остане во модус на летање до првиот час од будењето, затоа што тогаш со самото будење кај нас се лачи хормонот кортизол, кој што е хормон на стресот. И кога ние се преплавуваме со такви информации, неотворени очи, кортизолот доживува таков еден пик да ние во цекот на целиот ден не можеме да го намалиме, да го донесеме до базална состојба на некој начин и цело време во текот на целиот ден сме, да речам, во некоја агитирана состојба и затоа после првиот час од будењето да не се користи мобилниот телефон, исто така и 1 или 2 часа пред спиење. Колку и да ние сакаме да сме поврзани со нашите родители или роднини, пријатели, најубаво е некогаш да го оставиме настрана за да може да имаме некои реални контакти. Тоа мислиш, зошто најблиску ни се изгубила? Ова се чеки за ова ти се надоврза, можеш да речеш со родителите. Или го кажувам се уште на луѓето што да речем нова генерација што се дојдени тука, што живеат да речем социјални медиуми со Viber и со WhatsApp и со Messenger и со сите работи. Јас во мојот живот додека беа живи моите родители. И свикнав во месецот еднаш се слушав. И тие разговори беа многу подлабоки отколку верувам и денеска муабетите се подлабоки. И кога се зборуваат со родители, со браќа, со сестри, со братушици, со роднини, со пријатели. Меѓутоа фактот е дека кога секој ден се слушам со некого, интензитетот или емоциите се многу да речем, тоа е секојдневна навика. Секојдневна навика, секогаш да се слушам со мајка ми 1800 км да ви Мене беше имав еден многу јак момент. Тоа беше сигурно пред 15-10 на години. Сме летале со вакво за Македонија се враќаме. Летаме со авионот, слетуваме со авионот. И тоа беше, нели, знаеш, сите станат, душе авионот не е стасан на вакво на гейтот. Ние сите сме пола авионе станат, пише, трчаме, ќе ни избега Скопје, ќе ни избега Велес, Пазар, таму. И почнав да трткаат телефоните, не, мамо стасав, тато вака, кај си шоци, и сите тие работи. И една ќерка на мајката го прашува следното прашање. Мамо, колку се чушките на пазар за ајвар? Така беше сезоната. Вакво одевме во ми падна многу интересно со која длабочина, например, што прави, например, тој секој дневен. Паѓа речам. Меѓутоа, интензитетот или темата, се прашувам, например, ја кажам, мајка ми, кога ја, тие, те речам, 10 на 12, 15 разговори, 20 разговори, што сме ги имали телефонски, па никош не сме прашали ја дали чушките колку се на пазар. Значи сме имале други теми. Значи како си, шо правиш, здравие, притисок, качиња, ти треба нешто, не ти треба. Па како сте вие, па децата ги слушаат, па вака, па плачат, па вамо, па таму. Тие се многу, како е да речем, ако сме 1800 километри, таа далечина не е прашањето. И тоа е темата на оваа епизода. Дали, и покрај тоа, што сме толку блиски на социјалните медиуми, на меседжери, фейсбуци и WhatsApp, дали сме поблиски или сме сепак
кога ќе се затвори телефонот, или кога ќе се спусти завесата на театарската представа, што се вика ден, дали тогаш се осеќаме блиски или се осеќаме осамени? Многу добро кажано. Мислам дека моето чувство е дека се Не е проблем контактот. Проблемот, мислам, понекогаш контактите сега се веќе автоматски. Значи, ја ми е пример, мислиме, например, имаме 1500 леа, сите ни се блиски. Се блиски. Азо ја тоа така го мислам. Ја добро е да имаме да се поврзаме. Јас што викам, прашањето е колку јунаци ќе има тогаш кога стварно ќе ни треба. Кога ќе ми треба некого стварно, му кажам, слушај, денеска е шајстак. Се ми е над глава доедно. Или тоа што ми рече, не можам сега, зафатен сум, ќе ти се јавам за 5 минути, и тие 5 минути стануваат 5 дена. Да? Или, кога зборуваме, ама сепак зборуваме за некои, ние што викаме поведачки, муавет. Значи, некој муавет што оди на сосем, на секој друг, на сосем друга. Ти мислиш дека едно, он мисли друго, ама сепак, ние сме во конекција, ние контактираме, ние зборуваме. Ама на крајот откриеш да викаш, окей, 10 минути зборував со него. Што разбрав или што направивме муавет? Правим муавет за времето, окей, времето го слушам секој ден, говоречи го на телевизија, отвори го. Кој да ќе ти каже, дали е сончево, дали е макоето. Меѓутоа, она суштинското нешто, ако треба да се каже, е прашањето дали тоа ќе го постигнат со тој договор, со тој разговор. Да? Така, проблемот е... Кога ќе се сретнеме, дискусијата е, или пратиме, не, ние денеска се пратиме, секој е на ваква, или ќе почнеме, го видов, тој го видов и тоа на беше, тој бил комшијата, знаеш, бил на вакво е. Стварно, да, така е, да? Значи се зборуваме, или, виде, тоа јадењето што беше тоа постираното. Што, шмекало? Како може да речем дека шмекало, кога добро изгледа, ама дали шмекало? Не знае, не? Проблемот е, сакав да кажам, дека повеќе делуваме од аспект на некој автопилот, од наместо од аспект да бидеме присутни, да бидеме автентични и да бидеме целосни, да речам целосно инволвирани во таа една комуникација и па пак е најмногу со самите себе да бидеме свесни и самосвесни и присутни. Значи, што го кажав преска со возовите се случува и седнеме на кафе или да во ресторан или да видиме луѓе кои што, или да видиме родители кои што 20 да се седат на телефоните, не ги гледаат децата околу себе и си скролаат цело време. Сме тука, сме заедно, ама всушност не сме. И не го посветуваме едни на други вниманието кое што ни треба. А сите имаме такви ситуации кога ни е понекогаш убаво да споделиме, а понекогаш и тешко. И меѓутоа тој допамин фикс што го спомнав, отвараме Инстаграм, да избегаме од нашата реалност. И тоа е тоа. Никој не го објавува момент, таму кога се чувствува изгубено, одбиено, осамено и меѓутоа сите ние сме на некој начин помалку или повеќе осамени, далеку од самите себе или од нашите потреби или од нашата автентичност. Остаменото не значи дека никој не те пишува. Остаменото дека никој не те добира на подлабоко ниво. Значи не може да чека. Да ти кажам искрено, ја обожавам понекогаш да сум сам.
да имам време за некоја книга, ама и у таа осаменост на подлабоко ги самиот да се рефлектирам, не? Да не бидеш, например, ја секојаш ја добра верзија или може понекогаш да видиш смешна верзија или некоја продуктивна верзија, некоја мистериозна црно-бела верзија, не? Ама луѓето слики за тебе онака врз основа на тоа како се презентираш на социјалните мрежи. Тоа можеби не не е како што не е како што треба и не оди натаму кај што треба да биде. И затоа по некои вредности се поминали целото тоа. Луѓето понекогаш создаваат слики за тебе зависно од нивната внатрешна состојба, така и тоа е еден момент вреден за спомнување. Како велиме, понекогаш ние сме огледало или на нашите деца, или сме огледало на колегите, затоа што ние сме секогаш просек од карактер или просек од расположение од сите од тие 4, 5, 6, 7, 8 луѓе што не обкружуваат на некој начин. Многу често тие врски што ние ги имаме со луѓето што ги гледаме или што не ги гледаме, меѓутоа се слушаме и ги кажуваме дека те блиски, меѓутоа понекогаш таа блискост може да значи да бидам во страв дека ќе бидам погрешно сватена или ќе бидам осудена или пак ќе се чувствувам непријатно и најдобро е да молчи отколку да се споделува нешто. Љубовен проблем или со партнерот или со детето, здравствен проблем или нешто слично. Тие, например, ние како луѓе не сме научени да си кажеме своите слабости. Ако ги кажеме тие слабости, може би мислиме, и тоа верувам дека не само што го мислиме, туку тоа и во праксата е тоа така, него не му е добро да го ставиме намирен. На човекот кој што не му е добро, да, може му потребува мир и рекреација и регенерација, него меѓутоа му треба него можеби и совет како од тоа што го е недобро да испадне. На човекот не му треба тогаш, а оти него не му е добро и не може да дојде со нас на таа и таа парти, ќе го оставиме осамен, сам да остане. Во спротивност, тогаш треба, тогаш како што реков, тогаш се тие јунаци, кога на тој човек ќе му речат, добро, тебе не ти е добро, како, што да ти помогнам? Ти треба апче да ти донесам, ти треба да правим муове, ти треба, што викаат, раме за плачење, рамо за плачење. Тие се тие подлабоки муабети. Ама, од друга страна, и тој што е погоден, тој што го чувствува тоа, треба да не го мисли тоа дека другите живеат подобро. Тоа е слабост, покажување на слабост. Тие моменти, тоа се покажување на јакост. Против, отколку покажувањето на слабост, толку кажете дека да речем ја Дијана, слушај мене не ми е добро, дај кажи ми како да испаднам од овој ќорсо, како секој ден се расправам со што ти ја знам таму, еве ти кажи ми вакво е. Сега проблемот е ако ти го живееш така како што го покажуваш спрема надворешни алатки и совети да ми кажеш слушај, јас се сликам, ама кај мене животот е среден, а не, абе знаеш, слушнав ја, од тој разбрав, ќе ти вака така, ама јас знаеш, и кај мене така нешто не, ама мене па ми е добро. И тоа веќе тоа не е веќе онаа близкост или тоа што речеш, окей, што ми рече он мене, значи фактички и него му исто како мене, ама него му е важно не селфито како што треба, вака у овие моменти тешко да се најдеме на исто ниво.
Така, па и во партнерските и во семејните односи суштината е иста. И точно, кога не ни е добро, да сме отворени, да кажеме не ни е добро, и да бидеме присутни и тогаш кога не ни е добро, или да бидеме присутни ако на нашите партнери и на деца исто така не име нешто добро. Бидеме целосно тука со вниманието, а не да бидеме Само да не биде тоа само влегуваш влегуваш вратата и како беше денеска на работа, да, добро беше. Да, тоа го направив, окей, ајде ќе седнеме и после тоа едниот со мобилното, другиот со мобилното. Ја видели ваа, ја виде на ваа на комшиката, купиле куќа, купиле стан, видиш што си направиле. А фактички, може би на тој што влегол, денеска критикувал и сака да прави муабет со сопругата. А ја добро имам појака тема или поважна тема е тоа да видиме што се десило. Да ги разгледаме новостите на социјалните медиуми, а фактички на партнерот треба муабет, па и совет. И ако немате совет, пак доволно е да го дослушате или да го дослушате тоа што сака да ви го каже. Фактички, мислам дека ти ќе го потврдиш тоа фактички е најдобриот филтер. Она што, како да речем, она што го држи бракот, она што го држи партнерство. И двајцата комуницираат за било која тема, значи може секоја тема да разговара, ја, без да има некои предрасуди, без да има некои окривување, без да се може и на крајот и да не се прави муабет. Ја понекогаш викам, тишината со најца ми е многу убава. така. После одредено време, да речам, кога брачните партнери биле заедно или се заедно, веќе и во тишина се разбираат со еден поглед и без многу зборови. Меѓутоа, едно од прашањата е и до нашите слушатели, кога ќе се осамат во некој момент и може да си допрат до себе и да се запрашаат кога последен пат сме се вистински почувствувале видени или слушнати од некого. Ако тој некој не сослушал, што точно направил тој човек да се почувствуваме? Значи, дали ме слушнал, дали не те прекинал, дали погодил нешто што некогаш си му го кажал или прекажал на некој друг и така натака. И со кого најмногу имаме контакт, значи со кого најмногу имаме мир. Тоа се некои прашања, пак ќе кажам во тие моменти кога се преиспитуваме или рефлектираме, да си ги поставиме, или кога глумиме дека сме добро, за да не се објаснуваме што ни е и како ни е. Ама не си поврзан. Значи, ја понекогаш и јас самиот сум имал ностоп во комуникација, ностоп некој пишува, нешто се случува, се чувствуваш како надвор, натре, ама на крајот на криштата не знаеш стварно што им се врти у главата. Не? Значи, луѓето знаат твојата активност, ама не и твојата состојба. Не? И потребна е храброст, значи храброст да бидеме вистински она што сме пред некој близок, без филтри, без глумење и без некоја совршена верзија од себе.
И тоа денес е една од најретките работи, значи некој да не биде такви какви што сме. Ама, Дијана, фактички таа вистинска блискост, например, неколку ќе му кажеш, уморен сум. Или, не знам што ми е последно време. И тогаш почнеш со тој, па ќе речам, се зависи од другиот, што е, да речам, во тој муавет. Дали ќе ти рече, окей, тоа што си уморен? А не е само тоа, е па добро, ако си уморен, лекти се решението го решивме со спиењето и утре станува, некој може и да спие и па утре станува и па е уморен. Ама да му речеш, окей, уморен си од работа, си од обврските во дома, вакво е, окей, обврски од дома, дете, машина за перење, садови, па добро, јас ти земам нешто, значи ќе ти одземам или ќе... А не само, ако си уморен, па легни си, одмори си, туку ќе станеш, се ќе биде уреду. Ќе биде уреду, ама машината уште стои за вакво ето и вакво ето речи го и судоперот е пол со тоа е тој прв чекор што да речем во тие муабети ти или јас да го речеме тоа, јас сум уморен. И не знам што ми е. Грешо, ама не знам што. И голема страф од тоа да бидеме искрени. Оти може би искреноста понекогаш и да ни ја фатат како слаба точка, слабич. Каже случај, мене ми е многу да работам и мини джоб. Ама ние работиме. И 10-8 сата ваму и после тоа мини джобот и вакво е и така да тие потврдувањето на нашите слабости не е слабост, ами потврдувањето на слабоста е фактички си кажуваш дека се познаваш себе си, не? И ако треба да ја сумираме оваа цела епизода во една мисла, било дека денес може да е многу технички поврзани, но не секогаш и подлабоко човечки. Имаме повеќе канали, апликации, повеќе начини да меѓутоа тоа не гарантира дека ние навистина ќе се сретнеме едно со сами себе, а друго со сите тие што не обкружуваат или ни се пријатели на Facebook, на Instagram, TikTok и останати социјални мрежи. Тема што верувам дека би можеле со сати да разбаваме. Тема која што со многовина е без некои се осеќа социјално поврзани. Нациите овие сега што се новиве, ги викаат гепукте. Оти се сите наведнати и гледаат, а не гледаат пред него. Не? Тема која може би со текот на времето може би да добива динамика во спротивна насока. Бас вчера на телевизија, овде во место каде што живеам во Валцот Бинц има кампус, школа, каде што една паралелка прави експеримент недела дена без мобилен телефон. Значи, мобилни телефони им се земени на класата, тоа се не е околу 70 ученици. Мобилните класи им се земени од проект, овој што го води проектот, и сега ќе видиме на дали нешто ќе се смени. Верувам дека ќе се смени нешто, верувам, бидејќи пак да речам, тоа што не обкружува, тоа целото е премногу, преголема
физички и физиолошки, нашиот мозок нема капацитет да ги isprocesира. Ние колку и да сакаме сето тоа да го isprocesираме, во свесниот дел од нашиот мозок, па и во несвесниот дел, ние значи, немаме таков капацитет сите тие информации да ги isprocesираме на начин. И од тука се зголемува бројот на депресивни епизоди, значи сите ментални, да речам, заболувања. Се повеќе луѓе се диагностицирани со АДХС или АДХД, заболување на некој начин. Статистички податок. Во Германија 20% од испитаниците кои што били испитани во Светската здравствена организација, повеќе од 20% на младите до 25 години, еднаш во неделата се осеќаат осамени. И покрај тоа што сме, да речем, толку поврзани. Значи, покрај тоа што имаат такви големи контакти, виртуални, социјални, со сите, со ова, со она, сепак 20 луѓе, 20% од испитаниците кажале барем еднаш во неделата, значи еден ден се осеќаат осамени. Ја? А до замер ја можам да речем дека ретко се осеќам, ако обожавам да бидам сам, ама стварно ретко се осеќам осамен, бидејќи у тој момент кој ќе дам дома секогаш имам некого што можам стварно да го правам, да го ретроспектирам денот. Не гледаме ние во којото едноставно личното тоа, личното не знам, па исто и личното како поминала, што поминала, па како да се направи ова, па како да биде подобро, па како да биде тоа, зошто било вака, па зошто значи не сме ние само во контакт, туку останува она да бидеме свој. Ние сме во, да речем, присутни, а не само да бидеме достапни. И присуството бара внимание, искреност и секако секако многу храброст. Ја. И доколку оваа епизода, значи ви благодариме што бевте со нас и се надеваме дека ќе ве натера малку повеќе да размислите не само колку сме поврзани, туку колку сме навистина блиски со луѓето што сме поврзани, односно со оние што ни значат. Споделете ја со оваа епизода со некој со кој што сакате да имате подобар, поискрен и подлабок муа. Јас и Панче да се надеваме дека во некое блиско време го испиеме и првото кафе. Ја, па ја речем, ако се може би во неделата кратки, оно што го пишувам, ама секогаш, еви, например, кога си правиме, се искрени, тоа можам да го признам, и со Марина беше така. Значи, секогаш тоа било, сме си кажувале, слушај, не ми е добро денеска, кој што кажам ја, Марина не може денеска, и тераме, не е страшно тоа, не е ништо отколку, подобро е така да си кажеш, отколку не бидеш искрен спрема тој што ти е, како да речем, како соговорник или во тој момент се дашо на муабет. Затоа, кога викаме ние се муабетиме. Кога се муабетиш, треба да се муабетиш за да на крајот да речеш 50 минути се муабетевме и на крајот од тие 50 минути 25 минути намалце беа тоа што може да го применам, да го сватам, да го разберам. Секој муабет има пош муабет. Не? Значи, не е секој муабет и на час на универзитет и на факултет, од целото предавање, како беше порано, целото предавање 40 минути, 40 минути не е се што треба да го знаете, 40 минути, 25 минути е знаење, другото е нешто што никој не го интересира. Значи така треба тоа да го сватите. Темата беше не малце лесна за вакво, меѓутоа тема која што верувам се повеќе и повеќе не само кај, да речам, помладите, туку и кај повозрастните е тема на тоа колку сме блиски, колку сме поврзани и ако сме поврзани, дали сме на крајот на криштата дох осамени. Со оваа мисла ве поздравуваме, слушајте не,
Ако сме и ние на социјалните медиуми, ама тоа не значи дека не треба да не слушате сега после оваа епизода. Поделете не, посебно ако имате некој кој што може би се осеќа во таква ситуација, да речеме слушајте овие двајца нешто правиме обед за 18 и мобетите, може би некој ќе му текне да си го стави мобилниот телефон на флук модус и да рече окей, сега 2 сата ми треба мира. Ќе читам некоја книга, било каква, или ќе земам вестник, ќе читам, или ќе учам германски со прстето лево десно нагоре надоле, да шетам и да кликнувам лајкчиња за лајкчиња. Ако викам ја ставете ни срцинце лајкчиња, значи тоа не немој да мислите дека тоа за нас. Меѓутоа, дозирајте го целото. Секоја доза, која што е добро дозирана, е многу подобра отколку кога се предозират. И тоа е тоа. Секоја добра, поздрав!